Многу сум среќен, радосен за оваа привилегија што Бог ми ја дава да сведочам, зборувам, охрабрам некого овде присутен, а пред се да го прославам Бог преку моето животно сведоштво. Јас сум човек кој не верува во случајности. Така и ова утро, така и денес. Никој овде верувам дека не е случајно. А зашто е тоа така, некогаш дознаеме веднаш, некогаш малку подоцна. Така и со оваа денешна богослужба насловена мојата животна приказна. Во 2015 година ја прочитав најспектакуларната животна приказна што може да се прочита. За Синот Божи Исус Христос, вткаена во 4 Евангелија. Истата година во месец август го направив воденото крштевање на кое јавно исповедав дека мојот живот му го предавам на Христос. Сега сме 2025 и мене ми ова 10-ти роден ден, духовен, на кој многу се радувам. Нашите животни сведоштва се тесно поврзани со Евангелијата. Затоа теолозите со право ќе кажат или го сведоштвото ги нарекуваат како пето Евангелие од 4-те. Веќе оние го спостават. Токму поради ова моето сведоштво ќе оди напоредно со едно од случувањата, а опишано во Јовановата Евангелие за исцелувањето на болниот човек од бањата Витезда. Јас ќе го прочитам тој дел, тој извештај што Јован ни го пренесува. Кој има Библија може да се отвори. Јован 5 глава од 1 до 18 стиха. Вие кои сакате да слушате, бидете внимателни. Потоа беше еден празник јудејски и се искачи Исус во Ерусалим. А во Ерусалим, кај овчата порта, има бања, по еврејски наречена Витезда со 5 тремови. Во нив лежеа мнозина болни, слепи, куци и сушени, кои очекуваат да се раздвижи водата, зашто од време на време во бањата слегуваше ангел Господов и ја раздвижуваше водата. И кој прв ќе влезеше по придвижувањето на водата, оздравуваше од каква било болезна. Имаше таму еден човек кој боледуваше 38 години. Кога Исус го виде како лежи, знаејќи дека многу години боледува, му рече: сакаш ли да оздравиш? Болниот му одговори: Господи, немам човек што ќе ме спушти во бањата кога ќе се раздвижи водата, додека јас да дојдам, друг слегува пред мене. Исус му рече: стани, земи ја постелката твоја и оди си. И веднаш оздраве човекот, ја зеде постелката своја и одеше. А тој ден беше сабота. Заради тоа јудејците му рекоа на исцелениот: сабота и не треба да ја носиш својата постелка. Но тој им одговори: она што ме излекува, ми рече, земи ја постелката и оди. А тие го прашаа: кој е тој човек што ти рече земи ја постелката своја и оди? Но исцелениот не знаеше кој, зашто Исус се беше оддалечил, бидејќи во тоа место имаше многу народ. Подоцна Исус го сретна во храмот и му рече: ете, сега си здрав и не греши веќе, за да не те снајде нешто полошо. А човекот отиде и им кажа на јудејците дека Исус е оној кој го излекува. И затоа јудејците го гонеа Исуса и сакаа да го убијат, зашто тоа го вршеше во сабота. А Исус им одговараше: мојот Отец досега работи и јас работам или делам. Затоа јудејците уште повеќе сакаа да го убијат, бидејќи не само што ја нарушуваше саботата, туку Бога го нарекуваше како свој Отец, правејќи се еднаков со Бога. Амин. Добро е да знаеме за самото значење на поимот Витезда. Во превод го има значењето за бања, или во некои преводи како дом на милост. Во поширока смисла на зборот, бањата Витезда го представува сиот свет, каде што лежат мноштво болни, изгубени, очајни, ранети, скршени во своите срца, чувства, желби. Описот на бањата во вториот стих, каде што кажува дека во вториот стих каде што кажува дека таа бања била со голем треник и 2 базена. А од она што денес го знаеме,
И тоа дека оваа бања била со два големи базена, 50 до 60 метри должина, 20 до 25 метри широчина, изградена негде 2 века пред Христа. Ова се само податоци колку да не биде малку поблиска сликата. Понатаму писмото вели, во нив лежа мнозина болни, слепи, куци, исушени, оние кои очекуваат да се раздвижи водата, зашто од време на време во бањата слегуваше ангел Господов и раздвижуваше водата, и кој прв ќе влезеше во по придржувањето на водата, оздравуваше од каква било болест да го ледуваше. Библијата не потврдува, односно со конкретен пример, не посочува нечие исцеление во бањата, иако се верувало дека такво нешто постои. Туку само регистрира што луѓето верувале дека ќе се случи кога ангелот Господот ќе се спушти во водата. Што пак, дури и придвижувањето на водата, најверојатно било придвижување од самите извори на самата таа бања. Сега во 5 и 6 стих Јован изборува за еден од болните кој лежи покрај бањата цели 38 години. Природата на неговата болест ни станува јасна кога човекот објаснува дека без помош тој не може да се спушти во бањата. Од ова, како Јован ја опишува бањата, ние можеме да замислиме и за останатите луѓе околу бањата. Исполегнати покрај базенот, сите во исчекување на раздвижување на водата, симнувањето на ангелот, се со намера и со надеж дека први ќе влезат во водата и ќе бидат исцелени. А сето ова време останато од годината, тие се во потполен мрак, во страв од смртта, во непознавање на живиот Бог. И во тој момент, на патот помеѓу небото и земјата, помеѓу Бог и човекот, по милоста Божја, не по човечка заслуга, во големиот тревник на базенот Витезда се појавува Богочовекот Исус. Ти нуди исцелување, ослободување од стравот, ти нуди оздравување. Затоа што сега не е Господот, ангелот Господов посредник помеѓу Бог и човекот. И тоа еднаш годишно. Туку зборот кој од почетокот беше во Бога и постана тело, ова е описот кој Јован го дава за Исус пред да се отелотвори, слезе помеѓу луѓето, Синот Божји Исус, и те прашува, сакаш ли да оздравиш? Се сеќавам јас кога леже во мојата Витезда. Ранет од ударите на животот, погрешни патики по кои се движев, положувајќи ја надежта најчесто во самиот себе си. Дека доколку бидам добар борец или играч, ќе успеам да го придобивам благословот кој во себе повеќе содржеше материјално отколку духовно. Мислејќи дека ако сум материјално богат, ќе можам да го купам духовниот мир, дури и радоста. Но се залажував. Долго лежев во мојата Витезда. Чекајќи некој да дојде да се појави во мојот живот да ми помогне, да ме посоветува. Некој од кого повеќе ќе учам. Некој кој ќе можам безрезервно да му верувам, да го љубам. И конечно некој кој ќе ми понуди љубов, која јас долго копнеев. Љубовта за мене беше поим. Таа ја гледав во филмовите, ја читав од книгите. Не познавајќи какво е чувството, некој ти каже те љубам, тука сум за тебе, не грижи се. Колку од вас овде се чести посетители на својата, вашата Витезда и сте средоточени на исцелителната моќ на водата, барејќи некој да ви помогне да слезете во водата и први да влезете со надеж дека ќе бидете ослободени и исцелени. Нека биде и ова прашање реторичко чисто. Текстот понатаму вели дека Исус, кога го виде како лежи, знаејќи дека многу години боледува, му рече, сакаш ли да оздравиш? Болниот му одговори, Господи, немам човек. Внимавајте што му одговара. Значи, човекот, болниот, надежта ја подпира, ја темели на човек. Вика, немам човек.
Вели немам човек што ќе ме спушти во бањата што кога ќе се раздвижи водата, додека јас да влезам друг слегува пред мене. Човекот во Исуса не гледаше спасител. А тоа нас не треба да не чуди. Тоа нас не треба да ни чуди или изненадува, затоа што тој не знаеше кој е Исус. Сите мисли на болниот беа средоточени во верувањето на исцелителната моќ на самата бања. Потребен му е некој да може да влезе во бањата, верувајќи дека ќе ја поздрави. Овде ќе застанам во однос на текстот. На кратко ќе ви го споделам мојот стар живот. Моето време поминато во Витезда. Израснав со моите родители кои ме посвоија, живејќи под облакот на религиозната традиција, правејќи го сето она што сите други го правеа, без разбирање за смислата, за самите нешта. Ниту го познава Господа, онака како што тој сака да го познаваме, ниту него, ниту Отецот, ништо не знае ниту за Светиот Дух. За читање Библија да не разговараме. Тоа беше за посебно за оних кои ги нарекуваат, не знам, да го искористам тој жаргон градски или уличен, за бегани. Жално. Според верувањата сум имал среќа што сум се родил во христијанско семејство, затоа што по автоматизам ти си христијан. Прашувам, што ако се родев во африканско семејство? Тоа е резултат на неразбирањето помеѓу разликата на вера и религија. Како и да е. Верував онако примитивно како и сите оние кои мене ме окружуваат. Јас одев често во црква. Јас сакав црквата, трагав во Бог. Ги учев и моите деца да одат во црква. Ги будев наутро. Станете одеме. Тоа по нени се оди. Не викам стани. Како му дојде некој така гневен, како можеш викам на Бога да не можеш да му станеш да отидеш еднаш во неделата. Некако беше нормално за мене да тие треба да станат и да дојдат. Често ме слушаат, често беа послушни доаѓаја. Некогаш трчав навечер пред да се затварат вратите во самата црква Петер и Павле во која што одев јас до џерче. Често седев таму на клупата, обкружен со безброј слики. Таму беше мојата Витезда. Најчесто сами размислував, трагав, барав нешто повеќе кој ќе може да ми даде смисла на мојот живот. Внатре имаше се. Украсени предмети, ѕидови насликани со секакви човечки ликови. Но мене тие слики не можеа да ме задоволат. Ниту жета за да имам или встапам во контакт да го запознам живиот Бог. Мене уметноста ми беше многу блиска. Напротив, односно не ми беше туѓа, напротив ми беше многу блиска. Тања беше уметник. Дома често имавме ние штафела или расфрлено слики и Тања црташе константно, разговаравме околу сликите. Јас знаев и бев свесен дека е тоа дело на човечки раци, со никаква надприродна, чудна, мистична моќ. Со тоа имав јас расчистено. Во еден период од животот влеговме како семејство во една оскудација финансиска. И тоа беше секој еден од нас влегол на ваков или онаков начин. Но оно што јас знам да го можам да го кажам беше навистина болно тешко детство, беа родени, така натаму да не биде сега кукање, но беа тешки времења каде што се покриваш со перницата, да не се слуша плачењето и така натаму. Али јас мислам дека верувам сега од оваа гледна точка дека човек така ојакнува, така му се пали огнинот да ја најде смисла, да го пронајде Бога, да го најде решението. Едноставно Бог е решение за нас на смисла на живење. Потоа настапи еден период на Божјата милост. Бог интервенираше некако во нашиот живот и ние отворивме еден чудесен начин. Отворивме студија за тетовирање. Тања беше уметник, тетовираше, јас ја преземав одговорноста на раководење.
И тоа врвеше многу до нашите животи некако од финансиска гледна точка, не некако, него драстично се промени. Тој период можам да речем дека се врвеше на добро. Но за сето време имаше некој, писмото него го опишува како оној кој врти околу и рика како лав, сака некого да грабне, да изеде, да уништи. Токму тој ѓаволот ме одведе на местото наречено казино. Сакаше да направи раздор. Најде слаба точка кај мене, ја искористи. Место во кое нема часовник, нема прозорци, има убави дебелите писони, комотни, удобни столици, звуци, некои стварно се интересни звуци. Светла кои по сите бои. И што е многу битно, чист кислород. Таму, во посовремените казина, има чист кислород, за да вие константно бидете будни, да не ви се спие, и да играте. Скопје ми стана мало. Отидов Гевгелија, отидов Петрич, Бугарија. Излегував навечер, рано навечер, се враќав рано наутро. Почнав да лажам, да кријам пари кои ми беа потребни за таму. Во тој период кредитната картичка на Тања беше кај мене, јас разковедав во тој период со таа картичка. И од тогаш више не ја видов. Јас ја донесов таа картичка до дното. Пробав да скријам што е можно подолго, се надевав дека навешта посли си, ќе ги вратам. Лажев се подолго и подолго. Мораше да престанам, но не можев јас без обседнат. Во една таква состојба, кога веќе Тања почне да се сумнева во однос на картичката и парите, она што остана живо во мене, она што остана неуништено во мене, ми велеше дека овде мора да се стави крај. Тоа беа тешки борби. Од една страна и од друга страна. И покрај сето ова, во еден ден повторно рано савајле, во меѓувреме Тања се запосли, си влезе во градинка. Ја однесов Тања на работа, влегувам во казино, играм таму, губам и сега мораш ти да имаш пари во себе кога губиш нормално, за да продолжиш. Го оставам апаратот уклучен, има едно правило во коткањето, ако играш на тој и си вложил пари, значи ти дури да заминеш од казиното, не си тука присутен, никој не седнува на тој апарат, ти е фактички резервиран, тој ти е VIP апарат. И трчав преку Партизанска, има Комерцијална банка, вадев пари, па се враќав назад. Тоа неколку пати го поправив, не е тоа еднаш. Откако сватив тој ден, откако сватив што сум направил, ме фати паника и се запрашав што ќе кажам сега на Таја, како ќе ги оправдам овие пари, што веќе ги потрошив. Возам со колата избезумен, не гледам ниту, сватете ме во буквална смисла. Избезумен, јас не гледам ниту семафор, ниту луѓе, не знам, не можам да го опишам, ја не знам како сум возил. И еве во лукавиот, го чувствувам од десната страна позади, и ми вика, снајди се, излажи. И викам, да. Нема друг начин, сем да се снајдам, сем да излажам.
се јавувам на Тања и велам, тоа се случува, стигнам веќе до Ѓорче и застанувам кај кружниот тек до Ѓорче Петар. 11 сат са вали. Јас веќе тоа сум изиграл, тоа 5 пати сум бил до банка и сум се вратил. Уште луѓе спијат, тоа се сум завршил. И сега треба да се оправдам. Тања е на работа, јас си вртам во 11 сат по предлогот на Лукавиот, излажи, снајди се. Сега викам, Тања, јас направив совраќајка. Тања, како, а ти како си? Во истиот момент кога она ме праша мене, ти како си? Јас викам, како ќе кажам совраќајка, оно ќе ја види колава здрава, мислам, која совраќајка? Но Лукавиот секогаш има припремено уште нешто. Не да остава така на цедиво. Тој ќе дојде повторно и да каже, и ми дава инспирација, викам, не се удривме, него викам, ја на кружниот тек како што возев, ја не знам, жал ме таа состојба. Ја како викам, како возам, и од таму еден скап Мерседес, ја го сеснав, тој удри во банкината, маската, крилото, тоа фарот, и човекот предложи да не викаме полиција, туку да му дадам веднаш пари. И во тоа едно цело лажење, таа лага безобразна, Тања ми вика, а ти добар ли си? Викам, добар сум. И кој извади, вика, тие пари што се во картичка, дај ми ги, вика, и пазите се, нас Господ ќе ни помогне. Уау! Савија, вака. 11 сат, 11:10 буквално стојам таму, викам, што збори жена? Ја лажам, вика, Господ ќе ни помогне. Океј, као, добро, спуштам, ја викам, не може, ова вака не може. Право у црква. Влагам у црква, нема никој у црква. Така е голем холот. Лево скалите, десно олтарот, клекно, ги расширам рацете и му се педа. Викам, Боже, овде само ти и никој друг. Или спасувај, или моето семејство, мојот живот е уништен тодока. Искрено, предадов на Бога се покаја во тој момент. Заминав дома, 3 дена не излегов, ниту во казино, нити нешто излегував, се борев. Викам, ќе останам, ја веќе прекинувам со ова. Ниту надвор, ниде, се повлеков целосно. Но Лукавиот не се предаде. Тој е духовно битие и ги знае нашите слабости и удира тога, таму, каде што си најслаб, и тогаш кога не очекуваш. Третата ноќ, кога од оние 3 кои веќе се борев дека нема да одам, ми дојде во сон и ми ретко сонувам, но овој пат со мирис, боја, вкус, звук, ми покажува апарат 4-5 седмици црвени, так. И прави апаратот ти. И се разбудив ја викам, ова е некоја порака, викам, ова е одговор на молитвата од црква, викам, ова ќе добијам. Верувајте ми, луѓе, пред Господа стојам во буквална смисла вака. И јас станувам са валјата, едва чекам да ја носам Тања на работа. Ајде, викам, Тања, ајде, ја оставам на работа, колата, право. Влегов, играв и првата игра добив. Викам, еве го сонот. Сега ќе се извадам. Изразот сега ќе се извадам во коцкање, ова е најлошата работа. Значи ти си во дното и кога кажеш ќе се вадам, одиш уште подоле. Добив. И на крај го изгубив оно што го имав, со кое што отидов и оно што го добив таму. Тоа беше самоубиство. Излегов надвор, луѓе си проаѓаат за на работа, зашто сето ова е рано, пак са вајле. Имаше случаи, чистачката ја чекам и отворам врата, ајде има го побрзо да сопростно. Зашто немам време, трпение, да заврши да влезнам да играм. Избезумен и на глас се карам со Бога на партизанска. Точно наспроти летокарија. Викам, Боже, па не ли се моле
Нели ти Петро се, зошто вака направи? Те има, постоиш ли? Токму е тоа што лукавиот сакаше да го направи. Да ме оттргне од Бога. На патот во срцето, што ми го познаваш на срцето. Знаеш каде по што копне моето срце. Да го оцрни Бога. Да го засени. Да го наруши авторитетот на оној кој дојде и постреда за мене, за да ме спаси и откупи. Ѓавол го знаеше моето срце, знаеше дека копнам по Бога затоа тоа го направи, тој го зададе најсилниот удар. Често доаѓаше доцна во ноќта. Тоа е после 2. Секогаш беше после 2. Тоа го кажам за да потенцирам дека беше доцна во ноќ или рано утро. И останав без воздух. Јас спијам, но не дишам. Во еден момент престанувам да дишам и не дишам, јас спијам. И не дишам. И вака се водам. И тоа се случува неколку пати и јас се уплашив дека ако продолжам да спијам, можеби нема да се разбудам да земам веќе воздух. И ме беше страв да продолжам да спијам. И споделувајќи го на Тања, Тања почна да ми дава некои седативи за спиење, за смирување, мислејќи дека ми е на нервна база. Што тој период ја и бев нервозен, бев и живчан и така натаму. И после само една недела Бог одговори на мојата молитва во црква на негов чудесен и интересен начин. И во нашите животи се појавија Игор и Радмила. Интересно е како Бог работи. Ке ти испрати луѓе. А нашето другарство само што започнуваше. Само што започна. Ја не знам ништо. А посебно за Радмила. И Игор предложи еден ден вика, ајде ќе дојдам да се тетовираме, пошто беше зимно, кај вас дома. Ладно е во студио, ќе донесем и Радмила, ќе се запознаете, појкаме и супер идеја, нешто. А ја во меѓувреме сите овие борби, значи ги носам со себе, сето тоа бреме. А никој околу не знае. И дојдоа вечерта, и со Тања нешто спремаат, алатки се тетовираат у салон кај нас. Радмила седнува. Јас, како домаќин, ставам сок. И таа вика, вие сте благословено семејство. И ја овако стојам. Чекай, што кажат ви благословено? Па да, вика, вие сте благословено семејство. Јас седнам, оставам шишето. Вика, мајте мола, збори ми за тој благослов, моли. И он вика, Ико, па јас ги запознав вчера или завчера, не знам, пред некој ден ги запознала нашите керки и Игор му рекла дека штом се деца толку воспитани, фини, веројатно и родителите се добри. Затоа таа некако во срцето Бог ги стави. Тоа е некако Божја духовна мамка да каже, вие сте благословени. И некако почна разговорот во таа линија, кон тој правец да се движи. Игор, како што го дал Господ, вика, вели, брат, ајде дојди ми, вика, а беше Петар, ајде дојди ми во недела, вика, на гости, вика, на служба во црква, да видиш бе другарте, вика, кај иде, пошто често кога ќе му срде во недела, тој не ми се јавуваше, ќе ми се јави после, па бев од црква, што црква била, ни да крене телефон, ништо. И ме покани, ја од култура, викам, во ред. Си замина, а тие, ја на Тања се гледаме со Тања, на Тања викам, леле, Тања што направивме се. Пошто јас го прочитував и му ветив, можете не слушам, не може, ме боли стомак, глупост. Што црква е таа, каква црква е, ништо не знам. Јас и бев во тој круг, окружен со високи ѕидови, тоа е тоа, и ние сме, и никој друг не е, ние сме.
И викам на Тања, ќе одиме во недела, ама ќе бидеме претворени во уши и ќе гледаме да видиме кои луѓе се таму што зборат. Се облековме недела, отидовме. Впечатокот прв, стварно прекрасен. Луѓе, насмејани, секој со секој се поздравува, се гушка. Све супер. Почнува да пеат песни. Вау, викам. Па ја викам, ова е оно што јас сум го барал цел живот. Да му пеам на Бог. И некако радосно. Почнувам ја пробувам некако. Никош во животот не сум пел во црква. Затоа што оно што се пееше, оно му каже што дефе ништо не разбира. Така да мојот порив за пеење да го прославам Бога ми беше скратен. И му пеат, леле, викам, му пеат на Бога. Колку убаво, јас радосно. Ама, овој тука врти. И ме потикнува, му викам, Игор, а во чело стои само еден крст. Обично, дрвен крст. Ја му се наведнам, усвари вака беше, Игор беше гледа страни, викам, Игор, зашто викам, го немате Исус на крстот? И он ми вика, а брат вика, зашто го бараш Исус вика на крстот? Па тој е воскрес. Вау! Вау! Па викам, а тоа е тоа, Исус е воскреснал, ја го барам на крстот. Тоа беше за мене откровение, тоа беше за мене печат, тоа беше... Можам да кажам дека тоа е моментот кога Христос мене ме пресретнал на мојот животен пат. Тоа е моментот кога мене Христос ме пресретнал на мојот животен пат, мене и моето семејство поглед. Додека се уште бев во мојата Витезда, интересно само ова сега да го споменам, не сега да го заборам. Клучно. Тука исчезнува казиното, исчезнува хируршки рез. Некој се бори со тоа, например, бил одел, па сега се лекува, па тешко му е, па му се оди рез. Казино, а што е што казино? Ја не ни знам што е казино. Верувајте ми, не знам што е казино. Студиото се затвора. Оној што го викавме рудник за пари, Бог ми даде на срце, ќе го затворите студио. Иако не ни беше проблем, мене не ми беше проблем да разберам. Малку требаше да поразговарам со Тања, кога установивме и се согласивме дека Бог сака да не ослободи од она што надежта ја подпиравме или сигурноста во нашите раце или во нејзините раце дека преку тоа ќе обстанеме, ќе бидеме сигурни финансиски. Не. Јас ќе те водам. Тргни, земи го твојот крст и следи. Оваа приказна со тетовирањето беше доволна. Почнуваме ново приказна. Така и беше. И ова, многу битно, за прв пат во животот, во тој период, го слушнав Божиот глас. Тогаш, еднаш и единствено до сега. Втор пат не сум имал прилика да го слушнам Божиот глас. Исто доцна во ноќта, спијам и ми доаѓа некој си 30 на 40 сантими. Како спијам, гласот тука ми стои. Значи, кога ви збори некој, вие знаете дали од ваму или од ваму ви зборува. И вика, земи го, повторува, земи го, ова е за те, го цитирам, земи го, ова е за тебе. 1 Коринтијани 9, 19, 22. Јас се, поспан, и верувајте ми, значи јас луѓе не сум човек кој преувеличува, јас дури некојаш и толку буквално дури ги замарам луѓето што кажу. Верувајте ми дека ова е вака. И јас како што спијам, кога ќе го отворите телефонот, кога сте многу поспани, тој светнува и не може да гледате, и само замижав преку трепките, се уште јас не знаев каде е тоа 1 Коринтијани, ја уште бев воведен, ама не знаев каде. И сега ви треба да барате, и јас вака замижен и барам 1 Коринтијани 9, 1 Коринтијани 9, 20, 19-22. И читам. Зашто, како што за слаби, како што,
Зашто иако сум ослободен од сите, станав роб на сите, та повеќето од нив да ги придобиам. За јудејците станав јудеец, за да ги придобиам јудејците. За оние што се под законот, станав како да сум под законот, за да ги придобиам и оние под законот. За оние што се без законот, станав како да сум без закон. Иако пред Бога не сум без закон, туку сум под законот на Христос, за да ги придобием и оние кои се без закон. За слабите станав слаб, за да ги придобием слабите. За сите станав се, да на каков и да било начин да спасам некој од нив. Ја ова, кога го прочитав, прво толку јасно гласот, ја ова кога го прочитав, јас добив и уверување. Во истиот момент, тоа беше за мене да и амин. Дека Бог има план со мојот живот. Дека ќе го искористи да сведочам за Бога, за неговите прекрасни дела, да охрабрувам луѓе и да ги повикувам да дојдат близко до Христа, да имаат лично заедништво со Него. Јас во тоа бев убеден. Ќе се навртам сега на текстот што го читаме предходно. Ако се сеќавате за Стариот Завет, каде што Исус му заповеда на болния да стане да земе за постилката и да си оди. 9-10 читаме, а тој ден беше сабота или шаба. Човекот очигледно беше послушен кон Исусовата заповед и со себе ја носеше својата постилка, поминувајќи низ улиците на Јерусалим, веројатно и во самиот храмски простор. И во 10 стих вели, заради тоа јудејците му рекоа на оздравениот, сабота е и не треба да ја носиш својата постилка. Само мало појаснување за зборот јудејците, кој често ми се појавува низ текстот. Поимот јудејци не секогаш се однесува на целиот еврејски народ, туку многу често на водачите на еврејскиот народ, за оние кои имале влијание врз религиозниот и политичкиот живот во Јерусалим и најчесто биле од редовите на фарисеите и садукеите. Тие строго се држале до Мојсеевиот закон Тората и гледале на Исус како на закана за нивната власт и на толкувањето на законот. Стариот Завет забрануваше било каква работа во сабота, а тоа вклучуваше носење товар. Јудејските стручњаци, оние кои многу добро го познаваа писмото, во обид да не дојде до кршење на саботниот ден, закон, дефинирале 39 видови на работа кои се забрануваат во сабота. Сеење, орање, жнеење, врзување снопја, мелење, печење, стрижење, волна, перење, предење, талкање, ткаење, врзување, одврзување, градење, рушење, палење и гаснење огнин, пренесување од едно до друго место и многу други. Саботата за јудејците се сметала за Божи ден, ден на радоста, но тие наместо тоа ја оптоварија саботата со голем број на ограничувања. Со самото тоа, тие законот го претворија во идол. И празнувањето за саботата стана тегобна и комплицирано. Мене ова нешто ме подсетува на една црковна пракса, но оставам секој поединечно. Браќи и сестри, пријатели, сакам да запрашам колкумина од вас, откако поминале низ некакво исцелување или конкретен Божи благослов, не се соочиле со еден друг проблем од најблиските. И тие исто како фарисеите, наместо да се радуваат заедно со вас што една душа е спасена, не можат да ги прифатат ниту добрите промени во вас, веднаш загрижено ќе ве запрашаат, а кој беше тебе што ти помогна? А радоста што имаш во себе, дали може би си заведен? Разбирам, не е лесно. Јас тоа го искусив на собствената кожа. Тие се оние исти како јудејците. Во Јовановата Евангелие.
кои наместо да се радуваат на исцелениот човек, за чудото кое беше сторено, тие вниманието го насочија кон нарушување на саботата. Одлика на чиста религиозност и духовна заслепеност. За крај, да погледнеме само на последните два стиха, кои се, верувам, сметам дека се многу битни, моментот на Исусовата изјава кон нападите кон него. А Исус им одговори, мојот отец работи постојано, па и јас работам, или делово. Затоа јудејците уште повеќе сакаа да го убијат, бидејќи не само што ја нарушуваше саботата, туку и Бог го нарекуваше свој отец, правејќи се еднаков на Бог. Што ни кажуваат Исусовите зборови кога вели мојот отец работи постојано? Според битие, првата глава, создавање, според создавање, 2 и 1, втора глава, први и втори стих. Бог ја доврши с неговата работа на создавањето и се одмори во седмиот ден сабот. Но неговата грижа, а саботата ја посвети, но неговата грижа да провиди во светот кој го создаде, неговата грижа да ја спроведе правдата и неговата грижа кога луѓето умираат во сабота и неговото создавање на живот кога деца се раѓаат во сабота, сето тоа продолжува со несмалена сила и во сабота. Додека пак Исусовите зборови па и јас работам, преку нив Исус утврдува дека е Божји син, Господар дури и над божествено поставената сабота. А слушнете го овој изразот кога вели мојот, кога го користи мојот отец. Ова е многу вредно за внимание. Јудејците немаат таква пракса да зборуваат за Бог, евреите. Тие обично би рекле Отче наш, Татко наш и најчесто пропратено со на небото. Со други зборови за да би отфрлиле било каква фамилиарност или фамилиарна поврзаност. Но Исус тоа не го стори. Ниту овде, ниту на било кое друго место во писмото. Знаете зашто? Затоа што тој и Отецот се едно, односно во единство. Браќи и сестри, не заборавајте Синот Божи, оној кој не избавува нашата, вашата, твојата витезда. Избавени сме не по наши дела, туку по Негова милост. Бидете Христови ученици, зашто деновите се лукави, а времето е близу. Доколку има некој овде кој е се уште во својата витезда, имам порака за тебе. Отвори го твоето срце и слушни го неговиот глас кој ти вели: сакаш ли да оздравиш? Токму тој е оној кој ќе те оздрави, поведе. Ќе се спасиш ти, а и твојот дом. Неговото име нека биде врел печат во нашите срца. Име на сите имена Јешуа, нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Слава Господа и благодарам за вниманието.